Преку едукативно-промотивни материјали денес во Средното медицинско училиште Панче Караѓозов беше одбележан Европскиот ден за борба против трговија со луѓе. Министерството за внатрешни работи во соработка со невладината организација Отворена порта на средношколците им ги поделија едукативните брошури преку кои малолетниците, кои впрочем се најчести жртви на трговија со луѓе, подобро ќе може да се запознаат со овој сериозен проблем. Министерката Јанкуловска нагласи дека со овој проблем се соочуваат сите држави, но она што е најважно е за истиот отворено да се разговара, бидејќи само со превенција и соодветна едукација ќе се намали бројот на жртвите. Ние како институции надлежни за спроведување на законот одлучно да продолжиме со борбата против трговија со луѓе, нејзино откривање, а потоа сите институции во соработка со невладиниот сектор да направат се што е потребно на жртвите, да им се даде неопходната помош за тие повторно да може да се реинтегрираат во општеството. Од невладината Отворена порта посочуваа дека досега помогнале при 81 тргувано лице. Најголем дел од нив биле малолетнички на возраст од 14 до 16 години, кои најчесто биле сексуално злоупотребувани. Нивниот SOS телефон е бесплатен за сите оние кои сакаат да побараат совет или да пријават трговија со луѓе. Досега имаме регистрирано 3100 јавувања од почетокот на SOS линијата, каде што поголем број од јавувањата се однесуваат токму на превентивни јавувања во однос на лица кои што сакаат повеќе да се информираат како да се заштитат од овој феномен, како сигурно да патуваат, како сигурно да работат во странство и така натаму, но секако постои одреден процент на јавувачи кои што се јавуваат конкретно за случаеви на трговија со луѓе или пак самите жртви кои што бараат помош и асистенција од страна на Отворена порта. Статистиката со која располага Националната комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција вели дека од 2002 до 2010 година 450 лица биле жртви на трговија со луѓе. Оваа година регистрирани се 9 случаи, од кои 8 се малолетнички. Од 250 пријавени за трговија со луѓе во периодот од 2002-2010 година, затворска казна која изнесува 4 до 8 години добиле 70 лица. Оваа година приведени се 27 сторители.